civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Се надевам дека Брисел дава малку повеќе зеленило отколку што тоа можеме да го доживееме во Скопје. Истото прашање, како вие ги доживувате зелените вредности? Дали мислите дека на вам како на човек, како на индивидуа ви се испочитувани тие вредности? Дали се дел од вашето живење и делување? Па добро, убаво спомнавте дека овие вредности, да речам, започнуваат да предизвикуваат внимание во 60-тите години од минатиот век, за да веќе во една деценија подосна или кон крајот на минатиот век бидат рефлектирани во соодветни политики, регулатива. Така да, она што можам денес да го кажам е дека зелените вредности се абсолвирани, вклучувајќи и во Македонија, од причина што за нив е рефлектирано во нашиот устав, а врз основа на уставот развиена е соодветна законска регулатива, а пред сите, да кажам, други акти, истото се однесува на законот за животната средина. Инаку темата е неполемична, да кажам, и е како тема, зелените вредности сметам дека се општо прифатливи се до еден момент до кој не стане збор за инвестициите, од причина што релативно лесно можеме да ги трансформираме зелените вредности во правна норма, но многу потешко можеме да ги имплементираме во нашето општество, но и ова е предизвик и за сите други држави, без да планираме еден комплексен сет на активности, вклучувајќи ги, да кажем, и инвестициите во нивно аплицирање. Че јас тука би запрел. Во ред, прашањето ми беше повеќе како вие лично ги доживувате. Дали мислите дека вие уживате во зелените вредности, на корпусот на зелени вредности? Како индивидуа, како човек? Мене од закон, уставот и така натаму. За мене е валидна кауза, уште од моите студентски денови, да кажам. Значи, јас повеќе од 30 години сум еколошки активист, па во таа смисла немам никаква дилема. Едно од токму тие најрани наши залагања беше и тој граѓански активизам да се артикулира, да кажем, на некој начин и институционално, при што се создаде и Министерство за животна средина, потоа и за просторно планирање. Значи има некаков тренд на соодветно адресирање на овие предизвици, но повеќе би рекол на хартија. Значи има уште голем број на комплексни предизвици за кои се надевам денеска ќе поразговараме, кои и мене не ме оставаат рамнодушен. Значи не сум лично најзадоволен како ги практикуваме зелените вредности во нашето општество. Како вие гледате, да речеме, на тоа како се практикува всушност урбанизмот кај нас? Како се гради кај нас и колку се води сметка за тоа да бидат инкорпорирани сите оние зелени вредности и зелени политики кои што еве законски заклучивме дека се вградени, меѓутоа имаме впечаток дека воопшто не се имплементираат? Па како што спомна мојот соборец еколошки Джабир Дерала, животната средина и екологијата се една комплексна тема во која можеме да го фатиме и зелениот урбанизам како еден предизвик, специфичен предизвик, особено во Македонија и во нејзините градови, каде сме сведоци практично секој ден на предизвици кои се опаќаат во јавноста
Еве, имаме само денеска, например, низ прилози во медиумите поврзани со локацијата во Скопје на поречната фабрика Треска, кој случај е вака интересен за илустрација, од причина што таа локација безмалку 50% е во јавна, односно државна собственост, како земјиште, дека другите 50% са приватно земјиште. Значи, оно што можеме да забележиме не само во овој случај, туку и во низа други случаи, е дека во нашите урбани населби имаме конфликт помеѓу јавното и приватното. И во овој контекст сметам дека не е толку ефикасно и ефективно се справуваме со притисоци кои доаѓаат поради нагласени приватни интереси. Па се работи за профит, да кажам, кој го генерира секторот на градба. Во овој контекст самите општини нема да можат да се справат ефикасно со овој притисок доколку не се создаде соодветна, повторно ќе речам, регулатива, но можеби најмногу и политика, врз основа на која би се превземале одредени мерки, а ова најмногу се однесува на самите урбанистички планови, бидејќи тие се некаква најдиректна политика за уредување на просторот. Значи, нас ни е неопходно постојано да ги унапредуваме тие урбанистички стандарди, за да можеме не само да се хармонизираме со стандардите на Европската Унија, туку и да го оплемениме нашиот простор, да го направиме по, да речам, хуман и здрав за живење и на тој начин да ги издржиме сите овие предизвици. Значи, во овој контекст има и низа други подтеми кои се значајни и за кои може да поразговараме, а тоа е, да речам, како нашата, да кажам, политика во областта на урбанизмот кореспондира со некои современи концепти, како што е отпорниот град. Ова пред сето останато поради сите последици кои ги живееме од климатските промени, значи хроничните стресови, акутните стресови. Еве, например, Брисел, ова е многу не вообичаено, веќе ова лето има четврти топлотен бран. Значи, вчера и денес имаме температури во сенка од 32 и 33 степени, а немаме, освен деловни објекти, например, многу ретко во стамбените објекти, каде живееме, имаме еркондишни. Значи, градот Брисел не е адаптиран од аспект на домување кон овие, да кажам, дури драстични промени. Значи, од година во година се зголемуваат овие, да кажам, циклуси на топлотни бранови. Понатаму, проблемот со аерозагадувањето, еве да речем и во контекст на урбанизмот, односно дали имаме соодветна политика за мобилност или зелена сообраќајна политика, беше спомнато и управувањето со отпад, јавните комунални предпријатија, дали ни се доволно добро организирани да можат да одговорат на овие предизвици, дали нашите градови, например, се подготвени да тестираме некои нови технологии, дали сме подготвени за Smart City, Innovation, трендови, ова што спомна и Џабир, како се однесуваме, дали правиме простор за најранливите помеѓу нас, дали урбанизмот ни е родово сензитивен и така натаму и така натаму. Значи, само еден сектор од поврзан со зелените вредности, а толку многу подтеми. И дали е? Значи, кој би бил одговорот краток на сето ова? Па не. Во ред. Добро е според мене, компетентни луѓе, значи, ова са не нужно дека мора да бидат надвор од политичките партии, но сепак како тече времето и какви се сите овие трендови и со какви
сериозни предизвици се соочуваме, според мене доаѓа време на вистина да размислиме, значи кому даваме поддршка и да побараме на вистина одговорност од оние субјекти, политички партии, па еве сега во последно време и граѓански организации, кога кандидираме, да речам, лица кои треба да подготвуваат и спроведуваат политики и закони, на вистина треба да инсистираме на компетентност. Значи, без компетентност, вакви сериозни предизвици е многу тешко да се адресираат и да не забораваме дека се многу скапи. Во времето кога со џабе се занимаваме со екологија, многу малку имавме сознание дека по еколошките политики има и да речам економски бенефит. Од аспект дека тоа се гледа сега особено во Европската унија, каде зелената агенда е на прво место, ама таа вика дека еколошките политики се оправдани доколку оформуваат нови пазарни сегменти, значи нови зелени работни места, а се со цел да бидат одржливи, значи да не одат овие политики на нечија сметка, да кажем. Значи кога се буџетираат финансиски средства, сепак да внимаваме да ги насочиме кон зелени политики кои ќе оформат нови пазарни сегменти и ќе отворат нови зелени работни места. На тој начин би биле пооправдани и поблиски кон граѓаните и оние од нас кои, на пример, добро ја знаат Зелената партија во Германија, оваа партија помени 3 или 4, да кажам, циклуси на трансформација. Само сега, во моментов кога е во владата на Германија, да речам, е таму најмногу поради тоа што стана по-објективна во контекст на тоа да објасни на германскиот гласач дека да се стави еколошката политика на прво место не е значи некаква загуба по инвестиции во работни места или дека не се работи само за покачување на даноци и давачи. Како вие размислувате во однос на граѓанскиот придонес и заложбите што ние како граѓанско општество пред се или како индивидуи, како граѓани вложуваме во борбата против кршење на правата, борбата против дискриминацијата, против нееднаквоста, борбата, вечна борба за зачувување на демократијата и живење во едно демократско општество, односно една целосна трансформација на општеството во кое што сите би имале користи бенефит. Па, лично сметам дека што се однесува до граѓанскиот сектор, значи кај него претежно има континуитет, како од аспект на доследно спроведување на неговата мисија. Сега говориме повеќе за еколошкиот сегмент од граѓанскиот сектор, но еве да речам и здруженија на граѓани кои се борат за заштита на индивидуалните човекови права и оние кои се занимаваат и со пристапот до правдата и така натаму. И ако ги споредиме, да речам, овие граѓански организации со политичките партии, мој печаток е дека во поглед на овие современи политики и употреба на современи начини и средства за адресирање на современите предизвици, мислам дека они прават големи позитивни ефекти. А споредбено, например, не располагаат со ниту приближно исти човечки ресурси или пак финансиски ресурси. Значи, потврда е дека оваа мисија ги придвижува или придвижува дел од нашето општество континуирано да се занимава со овие прашања и мислам дека тоа е едно големо богатство во нашето општество и дека треба да се направи се што е можно
овој граѓански сектор биде колку е можно поодржлив и помалку изложен на политички влијанија. Во таа смисла не само што потекнувам од тој граѓански сектор, туку и останувам, еве и јас како ветеран, посветен на овие каузи и немам никаква намера да ги компрометирам. Сум бил во политика и секако има искушенија. Во рамки на политичките партии неретко се случуваат притисоци, значи има едни специфични фактори кои ги придвижуваат притисокот од членството и така натаму, кои ако не се управува со нив соодветно, ќе дојдеме до ситуација да говориме, еве Джабри знае за феноменот на клиентелизам и така натаму. Значи нешто што не е карактеристично за граѓанскиот сектор. Иако да речам дека има и понекогаш и оправдани критики кога граѓанските организации се придвижени од агенда на донатори, а не ретко, да кажам, смеле прилика и да видиме дека и политичките партии на еден суптилен начин се обидуваат преку програми, да кажам, владени, кога се на власт, да ги користат или би рекол да ги злоупотребуваат за да можат одредени активности да ги прикажат како политички неутрални и така натаму и така натаму. Но генерално мислам дека цивилниот сектор е се уште трагиот камен или нешто што е навистина вредно во нашето мултикултурно општество. Господина Поповски, за крај, има ли надеж во нашата земја за зелени политики и зелени вредности? На што можеме да очекуваме и дали би, покрај сите овие кризи со кои што се соочуваме, можеме да имаме позитивен ефект, односно позитивно да гледаме на работите? Па секако надеж има, иако овој мој оптимизам не е научна категорија, сепак е некакво чувство, лично чувство. Зависи многу и од младите генерации. Имаме компетентен соговорник, млад експерт и многумина други млади кои мислам дека послужуваат да им биде дадена можност да се изразат. Дали преку цивилниот сектор, професионално, па дури и со занимавање со политика, а се со цел да се внесе една нова енергија, би рекол, позитивна енергија, еден современ дух, бидејќи дефинитивно и со овие нови, да кажам, индустријски, технолошки револуции, токму помладите генерации сметам дека полесно можат да излезат на крај со делот предизвици поврзани со информации, анализа на податоци, употреба на современи технологии и така натаму. Така да во тој контекст искуството е битно, компетентноста исто така и до неа не се доаѓа лесно, но најмногу верувам во енергијата на помладите меѓу нас. И сепак и оваа тема, да кажам, зелените вредности, екологијата е evergreen тема. И мислам дека ќе остане уште долго време. Спомна, например, Джабир, дека имаме големи последици од војната во Украина. Но еве би рекол на крај дека да имавме поголема свест во Европа, еве не само во Македонија, за потребата навреме да инвестираме во обновливи извори на енергија. И Европа и ние ќе бевме далеку по-независни, да кажам, на вакви енергетски шокови. А со овие инвестиции многу се тактизираше и кај нас,
значи беа минимални, можеби во последниве 3 до 4 години, да кажам, има одреден интензитет, но и Европа тешко транзитираше од политики на хартија во конкретни инвестиции во овој сектор. И затоа вакви политички шокови, геополитички шокови предизвикуваат вакви сериозни последици. А ќе бевме понезависни, да речем. Иако и во овој момент, јас лично би ги насочил, да кажем, поголем дел од инвестициите, капиталните инвестиции во нашиот буџет токму во обновливите извори на енергија. Бидејќи е win-win инвестиција, значи може само да не направи понезависни, а при тоа ќе отвори, да кажам, интересни пазарни сегменти, нови зелени работни места, секако со нулта толеранција за корупција и со целосно владење на правото. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.